Владата призна дека масовно вработува пред избори. Вработување имало и ќе има, потврди министерот за администрација Дамјан Манчевски. Сепак, според него, сите огласи за ангажирање кадар немале никаква врска со предвремените парламентарни избори и биле во согласно со годишните програми на институциите. Огласи за вработување ќе имало и да не биле закажани избори, уверува Манчевски. На крајот на секоја година имаме раскинување на сите договори на определено време, тие престануваат да важат, заради тоа што буџетот за таа година веќе го нема. Од следната година институциите кои што имаат потреба и ако имаат потреба од тие луѓе ќе распишат нови огласи за вработување на определено. Ова се случува секоја година. Вработувањата во администрацијата како опозиција СРСМ жестоко ги критикуваше. Тогаш партијата речиси секојдневно обвинуваше за секој ново вработен службеник, за разлика од сега, кога се брани дека се работело за обновување на договорите на определено време. Ако биле манипулација, тврдењата дека сте вработиле луѓе исклучиво блиски до ВМРО ДПМН, СДСМ бара јавни одговори од вас. Како меѓу вработените од Гостивар, во групата "Внимавајте на самохрани родители", е вработен член на ВМРО ДПМН кој има сопруга, собственичка на фризерски салон, а и тој самиот има приватна фирма. Во моментов активни се 60 на огласи за вработување на нови кадри, а до крајот на ноември имаше 100 огласи за административци. Платите се движат од скромни 17.000 па се до 32.000 денари. Очекувано неголеми плати кои надминуваат 87.000 денари им се нудат на стручните лица во Агенцијата за цивилно воздухопловство. Најмногу работници бараат во УХМР, Македонски железници, Државниот просветен инспекторат, Институтот за духовно-културно наследство на албанците. Додека фрчат огласи на сите страни, критики за гломазната администрација редовно стигнуваат од Европската унија. Реформа на јавната администрација нема, ниту пак начин како ќе се натераат приватните фирми да ги ангажираат помалку продуктивните кадри од јавниот сектор.